Почитувани слушатели на SC Радио и гледачи на нашия YouTube канал, добре дойдохте във втората епизода Шах со Еси, каде што ќе зборуваме за шахот како вештина за сите времења. Добре дојдовте во втората епизода на Шах со Еси. Во оваа емисија ќе се посветиме на магијата на шахот и неговата способност да мотивира, инспирира и да ги обедини луѓето од сите различни средини. Шахот е повеќе од игра. Шахот е пат кон самопознание и зајакнување, посебно за луѓето кои што имаат физички или ментални предизвици. Во оваа епизода ќе навлеземе длабоко во моќта на шахот како примена и алат како е што ги надминува ограничувањата и ги проширува и гради способности за сите. Шахот од секогаш бил повеќе од само спорт. Неговата универзалност едноставно го прават идеален за инклузија. Без разлика дали сте дете кое учи основи на стратегија или сте возрастен човек со визуелни попречености, шахот ви возможува да учествувате на еднакво ниво. Многу луѓе со попречености откриваат дека шаховската табла им возможува простор каде што нивните способности блескаат и не се ограничени од нивните физички предизвици. Ова создава чувство на самодоверба и на припадност и е клучно за секој човек. Во светот на шахот има многу приказни за луѓе кои оваа игра ја користат за да ги надминат своите бариери. Еден од повпечатливите примери е една приказна за млад шахист од Естонија, кој што со помош на тактилна шаховска табла успеал да освои регионален турнир. И покрај неговата визуална попреченост, тој станал инспирација за многумина, кажувајќи дека страста и посветеноста можат да ги надминат сите ограничувања. Оваа приказна е само еден пример за тоа како шахот го трансформира и може да го направи животот на еден поединец многу побогат. Играчите, односно луѓето кои што играат шах, преку играњето учат многу животни вести. Оваа игра кај човекот создава дисциплина, трпение и планирање. И ова се особени кои што се применливи во сите аспекти на животот. Луѓето со попречености ги користат често своите шаховски стратегии за да решат некои секојдневни проблеми и да се соочат со предизвиците кои што ги носи нивниот живот. Пример, тој учи како да се анализираат ситуациите, како да се предвидат можните резултати и да се антиципираат грешките и да се донесе недобрата можна одлука во таа ситуација. Овие вештини се од непроценлива вредност, како во професионалниот, така и во личниот живот. Но одлично освен што е одличен за ментален развој, шахот како спорт има и придобивки за психолошката благосостојба. Истражувањата покажуваат дека редовното играње на шах го намалува стресот, ја подобрува концентрацијата и го зголемува чувството на задоволство. Луѓето со попречености и останатите, шахот има форма на терапија и им помага да се справат со предизвиците на изолација или сигурност. Еден час поменат со шаховската табла не е само една обична игра или надпревар. Тоа е начин да се пронајде мир и фокус во свет полза сигурности. Во образованието шахот се почесто се користи како алатка за едукација, особено кај децата. Овие програми во училиштата, како што има и во Македонија, но и светот, помагаат на учениците да го подобрат критичното размислување, да решаваат проблеми и да имаат здрав когнитивен развој. За децата со слепило и со визуелна попреченост, шахот е алатка кој што возможува да се надпреваруваат на еднакво ниво со своите врсници. Учењето шах во рана возраст создава основа за самодоверба и академски успех, што има долгорочен позитивен ефект врз нивниот живот. Каде се игра шах? Шах се игра во шаховските клубови. Тие се центри за учење, центри за подршка. Во овие заедници се споделуваат искуства и способности и се собираат да се споделат како оваа игра носи страст и преорувачки дух. За многу луѓе, овие тимови се повеќе од само едно обично место за играње шах. Тие се место каде што се гради самодоверба, се создаваат пријателства и се развиваат лидерски вештини. Преку турнирите, преку работилниците кои се организираат од овие клубови, се зголемува свесноста за важноста на инклузијата и се промовираат напредни и позитивни промени во заедницата. Шахот е една од најдревните игри кои што човекот ги започнал да ги игра. И тој продолжува да се развива. Преку новите технологии се отвараат нови можности за сите.
од онлайн платформи до дизајнирани тактилни табли. Иднината на шахот изгледа напредна и инклузивна. Ја зајакнува неговата улога како универзална игра што ги руши бариерите и гради мостови помеѓу народите и луѓе. Со се повеќе опции, со се повеќе иницијативи, шахот достигнува поголем број на луѓе и ги инспирира да го истражат својот потенцијал и да ги надминат своите предизвици. Шахот е многу повеќе од игра. Тој е символ на интелект, символ на надеж и на издржливост. Преку шахот, луѓето со визуелни и останати попречености наоѓаат сила да ги надминат своите ограничувања и да го достигнат својот целосен потенцијал. Тој има моќ да ги обедини луѓето и да создава заедници и тоа е нешто што треба да се поддржува и поздравува. Почитувани слушатели, ви благодариме што бевте денеска со втората епизода на Шах со Еси. Ве покануваме од наредните епизоди да бидете со нас и ќе шетаме низ бинатото, низ надпреварите, низ мечевите и ќе учиме од големите великани во секоја епизода посебно. Останете со нас и останете со програмата на SE Радио.